Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме за настаните кои што ќе се случуваат наредната недела, затоа што имаме некои многу битни датуми за кои што ќе мораме да разјасниме зошто се битни и што очекуваме на истите. Со тоа што, по објаснувањето на овие датуми ќе знаете многу по-веродостојно што да очекувате, кои податоци да ги гледате, каде да ги најдете, како и дополнително да знаете што истите би значеле и како истите ќе делуваат на пазарот. За оваа цел веќе ги имаме овие податоци извадени на страна, во овие неколку табови кои што ги имаме овде и ќе ви покажеме постепено што истите значат. Ќе започнеме со датумот кој што веќе помина, ќе објасниме што истиот значи и понатаму ќе продолжиме со новите датуми кои што доаѓаат во текот на наредната недела. Првиот датум кој што веќе го поминавме беше датумот кој што ни покажа каква е ситуацијата со вработеноста во Америка. Пошто, ако се сеќавате, направивме анализа, за тоа нема да се навраќаме. Идејата, она што е најбитно за вас да го знаете е дека моментално Фед, односно она организација која што одлучува колкава ќе биде количината на долари во оптек во целиот свет, ги гледа моментално овие извештаи како, да речем, единствен показател во економијата дека навистина се уште економијата не е тргната во рецесија, што буквално не е случајот, но без разлика. Идејата на Фед моментално е дека сето дека имаат позитивни извештаи за вработување во Америка, истите и понатаму ќе продолжат да ставаат rate hikes, односно да додаваат каматни стапки за кои што веќе долго следиме и што истите прават во пазарот. Со тоа што во оваа ситуација, и последниот извештај кој што го добивме за август на 2 септември беше позитивен, односно дека имаме се повеќе и повеќе отварање на работни места, што е несоодветно или несвојствено за рецесија. Во оваа ситуација што истото значи? Покажува дека економијата е доволно стабилна за Федералната резерва и понатаму да може да додава каматни стапки на сите оние пари кои што ги става во оптек и на тој начин да го намалува, да ја намалува количината на долари на пазарот, а со тоа и да ја зголемува силата, односно вредноста на доларот. Ова е единствениот инструмент кој што Федералната резерва го има за да ја намали инфлацијата во Америка, која што моментално е премногу висока. Сега, проблемот е што целиот овој систем, на тоа како се случува и што се прави, е многу комплициран. Ние се обидуваме да го поедноставиме и да ви покажеме зошто овие два извештаи кои што моментално ги следиме се најбитни за тоа што понатаму ќе одлучи Федералната резерва. Да ги упростиме работите. Првиот извештај кој што Федералната резерва исклучиво го гледа е извештајот за вработување кој што треба да покаже моментална ситуација во Америка и на тој начин да покаже дали компаниите се исплашени и истите се спремаат за рецесија или пак се во рецесија и го намалуваат обемот на вработени или пак обратно, истите се уште убедени дека има добра економија и го зголемуваат бројот на работни места кои што ги бараат во своите правни лица. Тоа е првиот извештај кој што го земаат во предвид, а вториот извештај е Consumer Price Index, односно индексот на, тоа е практично средна вредност од индексот на инфлација, односно овој чарт, со тоа што и индексот на инфлацијата во средна вредност практично од се што е моментално во Америка, треба да представува дали моментално цените како такви растат или паѓаат во однос на количината на долари кои што имаме на пазарот. Со тоа што во последниот период од практично почетокот на 2021 па до моментално имаме огромен раст на инфлацијата кој што досега е последен пат виден во 1982-та. Во 40 години не сме имале волку голем раст на инфлација на американското тло, кој што како такви овие два извештаи се многу битни за тоа Федералната резерва да одлучи дали треба да го намалува количеството на долари или да го зголемува. Сега, зошто е тоа битно за нас? Многу пати се поставува прашањето, ама зошто за Америка? Верувајте ми, јас сум прв противник да следам работи во Америка, затоа што како држава е буквално тумор во светот. Но за жал, затоа што доларот представува резервна валута во светот. Тоа значи дека има направено договор после Втората светска војна помеѓу скоро сите држави во светот дека ќе го користат доларот за светска размена на средства, добра, услуги и слично. Со тоа што кога доларот представува светска резервна валута, тоа значи дека
кој да сака да прави било каков тип на размена на што и да е, дали се добра услуги или средства, не е битно, мора својата локална валута да ја смени во долар, за да може да купи или да продаде нешто од друга држава, кое што исто мора да го направи со цел да се направи оваа размена. Што значи дека доларот се користи помеѓу било кои две држави во светот за да се направи размена на било каков тип на економски добра. Сега, кога е таква ситуацијата, за жал, Америка има целосната моќ во светот да определува дали економијата на светот ќе оди надоле или нагоре. Зошто? Со тоа колку повеќе долари се во оптек, толку по-лесно е на останатите држави во светот да си купат долари, затоа што неговата вредност ќе биде помала. Нормално че тоа е основен економски принцип дека колку повеќе одредено добро го има во светот, толку поевтино е. И обратно, колку е помалку, толку поскапо е. Со тоа што принтањето на пари, на долари во оваа ситуација, кое што ако се сеќавате ви го покажав, тоа беше саплајот во кој што во последните 2 години е испринтано огромно количество на долари, кое што како такво е, значи, во целата историја на доларот има помалку испринтано колку за последните 2 или 3 години. Тоа е, значи, она што сакам да ја кажам. Со тоа што ваквиот напред долари на пазарот има возможува на сите држави во светот многу по-лесно да може да купат долари затоа што неговата вредност паѓа. Значи тоа можеме да го погледнеме овде. Значи доколку го погледнеме на на месечно ниво, во последните 2 години пред овој рейт хајк, значи гледате, од 2020 па до 2021 имаме огромен пад на индексот на доларот, кога имаме огромно принтање на долари. Значи ова беше буквално онакова принтаа пари со цел да ја покријат пандемијата. Затоа што моментално централните банки во светот имаат право да принтаат колку сакаат. Сега, проблемот е што со ова принтање на пари се случи ова. Значи со огромниот обем на принтање на пари направија и огромна инфлација, затоа што колку повеќе пари има на пазарот, толку поголема инфлација има. Сега, проблемот каде настана? Во тоа што кога ќе се испринта оваа количина на пари, сите држави имаат ефтин долар и многу поедноставно и полесно и многу помала количина од локална валута мора да биде заменета за долари за да се направи одредена трговија. Моментално, затоа што е обратна ситуација, каде што со овие rate hikes од почетокот на оваа година па нагоре, се повеќе и повеќе се зголемува, значи се намалува количеството на долари. Сега, она е тоа што многу пати до сега сме го објаснили, ќе го објасниме повторно за да ви биде јасно. Значи идејата е дека кога ќе се стави rate hike, како доларите влегуваат на пазарот? Значи доларите влегуваат на пазарот преку Федералната резерва, само ќе се обидам да најдам илустрирано да видите како тоа изгледа. Ова е едно од најдобрите кои што можев да ги најдам, за да може точно да видите како тоа изгледа. Значи идејата што е? Дека во било кое време Федералната резерва има целосна контрола на тоа колку долари има на пазарот. Како го прави тоа? Значи, кога ќе се испринтаат одредена количина на долари на пазарот, истите потоа се даваат фактички од Федералната резерва, значи банките на Федералната резерва се даваат на комерцијалните банки. Во комерцијалните банки не спаѓаат само банките во Америка, туку исто така спаѓаат и оние монетарни фондови и слично кои што ги даваат овие пари на секаде низ светот. Значи на тој начин фактички останатите држави во светот можат да добијат или да купат долари за сопствената размена. Се разбираме за онаа трговија за која што разговараме. Со тоа што, значи од комерцијалните банки заедно со оние монетарни фондови и слично, парите се транспортираат до правни лица и физички лица кои што како такви ги користат. Сега, идејата што е? Дека првенствено ако се сеќавате уште на почетокот на оваа година кога разговаравме, значи парите кои што се позајмувани од Федералната банка, Федералните резерви на комерцијалните банки има нула камата. Што значи дека комерцијалната банка може да ги дава истите со, да речеме, одредена камата од 5% на луѓето кои што ги земаат, така, иако е многу поголема. Проблемот е што Федералната резерва за да ги врати овие пари назад, кога веќе имаме преголемо количество од на долари во системот, истата мора да ја зголеми каматната стапка по која што ги дава овие пари на комерцијалните банки со цел да ја натера комерцијалната банка да врати дел од парите назад, затоа што колку поголема количина комерцијалната банка зема од Федералната резерва, толку поголема количина на камата мора да плаќа постојано за парите кои што ги земала. Со тоа што ваквото растење на каматата, гледате, значи кога расте, каматата расте скоро на секои 2 месеци. Значи прво 0,25, па потоа 1% заедно, па 1,75 и на крајот 2,5. Значи ова се заедно 2,5%. Што значи дека во оваа ситуација комерцијалните банки треба да платат 2,5%
на се што земале од Федералната банка. Со тоа, наместо да даваат 5% како до сега ќе мора да зголемат оваа каматна ставка за кредитите кои што ги даваат на останатите држави правни физички лица и наместо 5, на пример, сега ќе наплаќаат 15%, затоа што иначе им се намалува профитот. И со тоа, колку поголем е процентот по кој што даваат позајмици, толку помал ќе биде бројот на луѓе кои што ги земаат, затоа што колку е поголема каматната ставка, толку помалку луѓе ќе бидат во можност да ги земат овие пари. Исто и комерцијалната банка. Ако пред тоа, да речем, земала 1 трилион, да речем, во една година за да ги позајмува, овој пат ќе земе многу помалку затоа што веќе треба да плати 2,5% и истата не сака да зема толков ризик и, например, сега ќе земе $500,000 за да ги дава на правни физички лица. Тоа што сакам да го објаснам е дека со подигање на каматната ставка на се што даваат на комерцијалните банки, они буквално го намалуваат оптегот на долари во системот и ги тераат комерцијалните банки се повеќе и повеќе да враќаат назад, банкноти, фактички да враќаат назад актуелен кеш на Федералната банка, со тоа се намалува и количината на долари на пазарот. Значи, гледате колку едноставно е. Кога ќе почнат да ги намалуваат каматните ставки, тогаш комерцијалните банки ќе земаат повеќе пари од Федералната банка. И обратно, кога ќе почнат да ги зголемуваат каматните ставки, комерцијалните банки ќе земаат помалку пари и ќе враќаат повеќе назад на федералните банки. На тој начин Федералната банка може во секое време да го лимитира и да го намали количеството на долари на пазарот на секаде низ целиот свет. Сега, овдека, како што до сега објасивме, се враќаме на првенствениот проблем дека колку помалку долари на пазарот има, толку повеќе неговата вредност расте. Што е буквално она што го гледаме во моментов. Значи, гледате, еве во тој момент што ви го кажувам цело време. Значи, колку повеќе се зголемуваат каматните стапки, толку повеќе парите се враќаат назад преку комерцијалните банки назад во Федералната резерва и колку помалку долари има на пазарот, толку повеќе цената, односно во оваа ситуација индексот и вредноста на доларот се повеќе и повеќе расте. Значи, ова е наједноставниот начин на кој што можеме да објасниме како се тоа функционира и зошто е толку битно. Значи, гледам дека некои луѓето имаат проблем со тоа што јас постојано разговарам за Америка. Сакате или не, значи не е тоа дали ние сакаме или не да разговараме за одредена земја, туку каква е реалната состојба на економската ситуација во светот и според тоа се водиме за тоа што е битно за да го следиме маркетот. Значи маркетот не познава бои на држава или значи тоа не е битно уопште. Битни се фактите и податоците кои што можеме да ги акумулираме со цел да се поставиме правилно на пазарот. А за да се поставиме правилно на пазарот, потребни се овие два извештаи, кои што се единствените, на некој начин најбитни извештаи кои што Федералната резерва ги гледа во однос на тоа да одлучи дали повторно ќе стави висока или ниска, или пак можеби нема да става, или пак ќе почне да ги намалува каматните ставки на парите кои што ги дава во оптек на комерцијалните банки. Затоа, кога ќе стасаме до 21 септември, ние веќе треба да знаеме отприлика што да очекуваме. А овие два извештаи ни кажуваат точно што треба да очекуваме и како тоа ќе се произнесе на пазарот. Сега, првиот извештај, затоа што истиот е позитивен, значи поентата што е, Федералната резерва потребна е здрава економија за да може и понатаму да продолжи да го намалува количеството на долари со цел да ја намали инфлацијата. Значи колку помало количество на долари, толку помала ќе биде и инфлацијата, а целта за намалување на Федералната резерва на инфлацијата е да ја донесе до негде околу 2%, каде што и истата била држана во многу голем период. Гледате, значи во последните 2 декади претежно е негде до 3,5%. Значи навистина успеале да ја држат. Но проблемот во оваа ситуација што е? Што овие податоци кои што ги гледаме моментално на пазарот во овие два сегменти во исто време и ја рушат економијата како во Америка, така и во светот. Значи моментално имаме позитивен извештај за вработеност, но имаме еден куп други извештаи кои што се негативни, кои што Федералната резерва не сака да ги земе во предвид, пошто ако ги земе, тогаш ќе мора да признае рецесија, а подоцна можеби и депресија на економијата во Америка. Значи да не навлегуваме тоа. Нас ни е битно да се поставиме на пазарот, за да се поставиме. Овие два извештаи треба да ни кажат што ќе направи Федералната резерва на 20-21 септември на наредниот состанок. Првиот извештај, затоа што е позитивен и бројот на вработени се зголемува, тоа значи дека Федералната резерва
очекува дека економијата во Америка е доволно здрава за да може и понатаму да продолжи со зголемување на rate hikes, односно овие каматни стапки, за да ја намали инфлацијата, што беше и веќе најавено од Федералната резерва, но без разлика дали е најавено, ние мораме да ја следиме економската состојба и да видиме, иако е најавено, дали и понатаму одговара економската состојба за они да продолжат тоа да го прават. Потоа што верувајте ми, они може тоа многу лесно да го сменат. Тоа е првиот, и вториот е самиот индекс на инфлација, затоа што овие два извештаи се практично се лагирачки, односно ретроактивно ги добиваме за претходниот месец, што значи дека на 2 септември ние добивме каква била ситуацијата со вработеност во август, затоа што е потребно време да се обработат овие податоци за да можеме да добиеме што се случувало во претходниот месец. И затоа велам дека ова се лагирачки, значи не можете постојано да знаете каква е ситуацијата за вработеност, затоа што нормално не може да следите се. Затоа мора ретроактивно да ги добивате овие податоци, исто како и индексот на инфлација. Значи ние индексот на инфлација за 2 дена на 13 септември ќе го добиеме за август, што значи дека се обработиле податоците за август и можеме да видиме дали индексот на инфлација од претходниот пат од 9,1 на 8,5 ќе продолжи и понатаму да паѓа. Сега, тоа е вториот извештај кој што ни е битен да видиме што понатаму ќе направи Федералната резерва и можам да ви кажам веднаш, значи да напоменем уште еднаш, дека доколку овој индекс падне за 0,5% или 0,7, не знам, надолу, можеме да очекуваме многу добро придвижување на пазарот нагоре, додека ако го остане на исто ниво, не можеме да знаеме точно, затоа што во таа ситуација мораме да видиме како големите играчи ќе одиграат и доколку поради некоја причина како во овој претходен период продолжи се движи нагоре, тогаш можеме да очекуваме повеќе страф на пазарот и цените да почнат да паѓаат на сите пазари заедно со акциите, значи пазарите на акции, како и пазарите на криптовалути. Значи многу едноставно е. Индексот на инфлација, што значи дека ваквата симплистичко објаснување на пазарот за жал е многу едноставно и овој пат на краток рок може многу едноставно да ни покаже што да очекуваме. Ќе повторам уште еднаш. Зголемување на индексот на инфлација, значи страф на пазарот и луѓето продаваат од страф, што значи дека очекуваме паѓање на цените на се што има моментално на пазарот. Намалување на индексот на инфлација, значи не е толку страф на пазарот, значи луѓето почнуваат да се олабавуваат и почнуваат да купуваат се повеќе и повеќе. Со тоа што мораме да добиеме барем 1, 2, 3 месеци да речеме последователни намалување на инфлацијата за да можеме да кажеме да, навистина, овие rate hikes за намалување на количината на долар почнуваат конечно да функционираат. Значи мораме тоа да го добиеме пред да почнеме да кажуваме дека ете можеби навистина сме го удриле дното и дека со соблување на инфлацијата ќе можеме да разговараме за евентуално финално дно на криптопазарот заедно со традиционалните пазари на акции и од тој момент да видиме дали имаме реални шанси да сме утврдиле дно и да почнеме да се движиме нагоре. Сега, тоа е следниот датум кој што е многу битен, кој што мораме да го следиме, каде што веднаш ви кажувам, значи тоа е оно што може да го очекувате. Пад на индексот на инфлација, раст на пазарите. Раст на индексот на инфлација, пад на пазарите. Обратно пропорционално, многу јасно, многу лесно. Со тоа што втор датум кој што мораме да го запазиме е 20 до 21, односно 21 септември, кога Федералната резерва ќе одржи состанок и врз основа на овие два извештаи ќе одлучи дали понатаму ќе крене нова каматна стапка, односно на ова линија која што има овдека на 20 до 21 септември, ќе запишеме нов број дали и понатаму ќе се крева вкупниот број на каматна стапка за одреден број на поени, во случајов поени се нарекуваат без нулата, значи ова е 75 поени практично ги нарекуваат или 0,75% во каматна стапка. Со тоа што досега збирот на каматните стапки кој што беше за целата оваа година кренат е 2,5%. Сега, јас имам и еден да речем инструмент кој што го користам, а тоа е оваа страна која што е investing.com, значи неколку пати сум ја спомнал сега. Значи на оваа страна може да видите, ова е шорткатот како да го најдете. Значи на оваа страна практично се прави сервеј на кој што се земаат податоци од еден куп луѓе кои што користат оваа страна, компании кои што работат во инвестиции и слично, кои што даваат свое мислење за тоа колкава ќе биде каматната стапка која што ќе се зголеми, намали или дали ќе има воопште каматна стапка на овој состанок. Значи моментално можеме да видиме дека од 2,5
91% од луѓето кои што го зема на овој сервеј очекуваат дека каматната стапка ќе биде зголемена за 0,5 или 0,75%. Значи, гледате, од 2,5 да се качи до 3 или 3,25. Што значи дека толку очекуваат да биде или 0,5 или 0,75. Со многу мала количина кои што очекуваат да биде 0,25 до 0,5. И јас лично очекувам максимална од 0,75 затоа што Джером Паул тоа веќе го најави. И со позитивен извештај на вработеност во Америка, истиот кажа дека се додека се позитивни извештаите за вработеност, истите и понатаму ќе продолжат да ги зголемуваат, што можат повеќе каматните стапки, со цел да ја намалат инфлацијата, затоа што они се видуваат што можат побрзо тоа да го направат, со цел откако ќе успеат да го намалат индексот на инфлација, да може повторно да почнат да принтаат пари и да ги намалуваат овие каматни стапки, со цел да ја релаксираат и економијата, затоа што колку повеќе каматни стапки, толку помалку долари на пазарот, толку повеќе страф и пад на економијата. Нивната работа е да балансираат помеѓу инфлацијата и вредноста на доларот, со цел да не ја уништат или економијата, или пак да го уништат доларот поради инфлација. Значи, тоа е главната работа на Федералната резерва и еве ви кажувам повторно. Ако добиеме 0,75, можно е како и досега, затоа што тоа веќе го видовме 3 пати, значи, како што ви реков, ја верувам дека ќе се случи повторно исто. После утврдување на 0,75, најчесто имаме пад, кој што резултира со нов local time high, значи тоа досега неколку пати се случувало. Еве, втората ситуација, каде што имаме веднаш после 0,75% пад, каде што имаме повторно нов локален топ, и третата, каде што имаме повторно пад и нов локален топ до овој момент. Што значи дека јас верувам дека истото ќе се случи повторно, затоа што, значи, како што кажавме неколку пати досега, 0,75% е исклучиво голема каматна стапка, но е потребно време за истата да земе замав на пазарот и истата, значи, е потребно време да реагира преку комерцијалните банки. Затоа, значи, кога имаме ваков тип на промени на пазарот или информации, потребно е време за истите да земат замав и да делуваат на пазарот. Значи, тоа неколку пати досега ви кажа, ви гледате дека постојано се случува истото. Што значи дека и овдека, веќе сме спремни за пат, значи утре ќе видиме дали ќе продолжи овој пат надолу, но доколку погледнеме Market Cipher, гледате, значи утврдување на не едно, две, три локални врвови со пат на сите, значи RSI, Stock RSI, MACD, односно бранот на моментум, Money Flow, VWAP, се покажува продолжување на падот. Значи тоа мораме да видиме дали ќе продолжи, затоа што овие работи некогаш се менуваат поради вест, значи буквално веднаш. Затоа, значи се покажува дека ќе имаме продолжување на падот, што може да резултира уште повеќе доколку добиеме негативен односно пад на инфлацијата на 13 септември. Значи затоа ви кажувам, јас верувам дека ќе добиеме пад на инфлацијата на 13 септември, затоа што така изгледа, дека конечно вистина почнале да работат овие 0,75 rate hikes, односно каматни стапки. Доколку тоа на вистина е така, колку што јас верувам дека е, значи со новиот извештај ќе добиеме пад на вредноста на доларот надолу, затоа што инфлацијата се намалила и ќе почнат да растат вредностите на останатите пазари. За нас највеќе ни интересира криптопазарот нормално, но морам да ви објаснам како прилика тоа ќе се случува. Значи ова се следните датуми кои што мораме да ги запазиме. На 13 очекуваме пад на инфлацијата, ако тоа се случи очекуваме раст на пазарите, што многу ќе помогне во она што го очекуваме за Ethereum Merge и Cardano hard fork-от. Многу битно за нас. И доколку се случи пад на инфлацијата заедно со овој позитивен employment репорт, очекуваме Федералната резерва да стави 0,75% на 20 до 21 септември нивниот состанок, со што ќе добиеме дополнителен пад, како што досега се случува 3 пати, и потоа раст, односно ја мислам дека тоа ќе биде буквално оваа формација која што имаме bull flag да се реализира и да добиеме исполнување на метата на Фибоначи секвенцата од 161,8%, но нели, тоа е моменталната анализа, ќе мораме да го следиме пазарот да видиме дали истата ќе се исполни, че тоа ни е работа нормално. Значи ево, оприлика вака изгледа следниот период во однос на традиционалните маркети и како истите ќе делуваат на пазарот. Сега, да видиме кои се факторите кои што ги имаме од крипто сферата, а тоа се Merge за 3 дена и Cardano hard fork на 22 септември. Сега, значи, како што кажавме досега, ја мислам дека е многу јасно, овие два извештаи, доколку одговараат на Фед, ќе продолжи со rate hikes. Тоа е главното и кажавме. На 13 септември
ако имаме негативна стапка на инфлацијата, очекуваме раст на пазарите и обратно. Значи тоа е кратко и јасно околу овој дел. Сега да продолжиме со она што го разговаравме досега, тоа е The Merge. Значи вториот сегмент кој што го имаме во однос на растот на пазарот е оној голем настан кој што треба да се случи за од моментов, а сега и еден попладне на 11 септември, значи тоа се 3 дена од овој момент. Заедно тоа би биле вкупно прилика 4 дена од 11 септември, значи некаде околу 15, не можеме да знаеме точно, мораме да го следиме овој тајмер. Јас вчера го ставив линкот до овој тајмер во групата на Facebook, може да го погледнете многу едноставно. Значи, овој тајмер не кажува точно кога ќе биде исполнет, односно кога сите нодови ќе бидат припремени. Значи, кога имаме уште 15,8% на нодови кои што не се спремни за целосно интегрирање на Proof of Work во Proof of Stake мрежата, со тоа што кога ќе дојдеме до овој момент, ние очекуваме да имаме дамп ситуација, значи тоа е, верувам, повеќе од очекувано, но верувам дека во наредните 3 дена ќе имаме многу голем раст на Ethereum. Посебно доколку се случи на вистина на 13 да добиеме негативна инфлација, заедно со веста за Merge, јас верувам дека тие две вести ќе го натераат Ethereum да експлодира. Затоа што негативна инфлација го намалува стравот на пазарот, а самата идеја дека Merge се случува за 3 дена, во тој момент ќе биде за еден. Јас верувам дека на тој ден, ако тоа се случи, ќе имаме многу голем раст на Ethereum и затоа нашето портфолио моментално е околу 40 до 42% во Ethereum, што кога ќе се случи оваа експлозија на Ethereum, ние очекуваме да продадеме и кога тоа ќе се случи, ќе го користиме профитот од оваа продажба на Ethereum во следниот пад на пазарот, кој што верувам дека ќе се случи со новата rate hike на 0,75% на 20 до 21. Што значи дека потоа, како што рековме и претходно, за 1 до 2 недели ќе имаме повторен пад на пазарот. Значи генерално така се поставени моментално работите на пазарот и од тоа што можеме да го анализираме, од оваа фундаментална анализа, значи од оние појави на пазарот кои што ќе се случат во наредниот период, затоа што прилика имаме представа што ќе се случи, значи тоа е она што јас го очекувам. Со тоа што растот на Ethereum, ако се вратиме на неделно ниво, досега веќе разговаравме во однос на неговите мети, значи рековме дека од моментот каде што се наоѓа имаме неколку мети кои што ги очекуваме да бидат исполнети, тоа е првата на 2500, втората на 3 и третата на 3500. Значи ова се метите кои што ние ги очекуваме, како што рековме во петочното видео, има луѓе кои што очекуваат и оваа мета да биде исполнета, тоа е претходниот all-time high, но нели. Значи ние очекуваме да вадиме постепено профит доколку Ethereum навистина ги достигне овие една по една мети и на тој начин да обезбедиме солиден, значи поголем профит, односно поголемо портфолио во стейблкоини за следниот пат, односно корекција како на Ethereum, така и на останатиот дел пазарот, затоа што рековме. Колку и да работите изгледа позитивно на краток временски период, на долг временски период, посебно оваа зима, можам да ви кажам веднаш дека ќе биде катастрофално, затоа што имаме огромни кризи поддржани со војни, поддржани со потенцијален конфликт во Тајван од страна на Кина, војната во Украина која што не е запира, туку само се разгорува, моментално имаме контраофанзива која што дополнително ќе бутне пазарите надолу, најавата на Русија дека ќе направи катастрофална криза со енергија во Европа, што топорва ќе дојде, затоа што се уште не сме дојдени до ладниот период во Европа. Така да сите овие работи ви покажуваат дека зимата ќе биде катастрофална и дека ќе имаме нареден пат. Можеби нема да биде следно дно, но сигурно ќе има пат. И ние ќе го чекаме тој пат пред да алоцираме уште поголем дел од нашето портфолио во криптовалути. Со тоа што, значи на Ethereum, како што рековме, ова е оно што го очекуваме на корекција нагоре и моментално се наоѓаме, како што рековме, на првиот момент кој што ни е најбитен за потврдување на она теза која што имаме дека цената ќе се движи нагоре, а тоа е пробив на bull market support band, кој што се уште не сме го пробиле, и пробив на оваа горна страна на триаголникот, на паѓачкиот триаголник, кој што се уште не сме пробиле, пред да можеме да рачунаме на било каков тип на профит од овие мети. Но јас ви кажав, значи многу едноставно. Индексот доколку падне за 0,5% или повеќе надолу, тоа ќе значи максимално паѓање на стравот на пазарот и максимално влез на огромен капитал, затоа што на тој начин
го имаме два последователни месеци на солиден пад на инфлацијата, луѓето ќе помислат дека навистина сме го добиле врвот на инфлацијата за оваа сезона и тоа ќе значи дека истите се спремни да алоцираат огромна сума на пари на пазарите. Значи тоа е она што буквално го чекаме како тригер заедно со значи гледаме дека само уште 3 дена се останати пред истиот да го направи мрџот успешно, но ќе напоменам уште еднаш како тим ние се уште мислиме дека моментално кога ќе заврши овој тајмер ќе имаме продажба на голем дел од етериумот кој што луѓето можат да го продадат на пазарот, затоа што оние кои што купиле овдека доле веќе се во длабок профит, а тоа е до сега се 100% во профит. Значи замислете колку големи пари се влезени во овој дел од пазарот веќе и замислете и ако не е 100, можеби некој од нив се 70, 50%, значи луѓе става милиони. Во среде PR маркет да бидете 70% во профит е огромна разлика. Значи тоа е нешто што многу ретко се гледа, затоа ве предупредувам дека пред самиот крај или по изминувањето на овој тајмер голема веројатност е дека ќе има дамп и дека поголеме дел од оние кои што купиле во претходниот период ќе го остават на пазарот својот етериум за да добијат профит за следниот пат. Значи тоа е наша верзија, тоа е она што ние го очекуваме, но сакав да ви напоменам и да ви кажам што ние ќе направиме, останува на вас и вие да одлучите што ќе правите во овој дел од пазарот, затоа што пак ќе кажам, че многу ретки се шансите да добиете солиден профит во средина на bear market, а ваков тип на проект со ваков тип на новост е една од ретките работи кои што може навистина да ви донесат солиден профит, со тоа што ние на следниот пат очекуваме да купиме уште повеќе етериум за следниот bull market кој што веруваме дека за етериум ќе биде исклучиво битен. Значи овој мрџ, ефектите од овој мрџ ќе ги осетиме дури во 2024 во тој bull market, затоа што ќе се намали значи веќе неколку пати разговаравме за ова, да не се повторуваме, може да погледнете видеото каде што разговараме за Ethereum 2.0, значи намалувањето на наградата за 3 пати, еднакво на 3 пати халвинг на биткоин, е потребно време за истото да го намали етериумот на пазарот и на тој начин да ја зголеми неговата вредност, што верувам дека највеќе ќе биде одржливо и видливо во следниот bull market. Значи останува да видиме, нормално. Сега, тоа е првиот фактор кој што го гледаме во однос на оно што очекуваме од криптосферата во краток период, а вториот е иако помал хардфоркот, значи Васил хардфоркот на Cardano, кој што треба да се случи на 22 септември. Јас верувам дека овој датум е малку промашен, но затоа што значи кореспондира со 21 септември Федералната резерва и нивниот состанок, но како што кажавме досега, значи јас верувам дека DXY ќе продолжи да паѓа дури и после овој состанок, значи тоа е како досега се покажало и нели, доколку досега истото се случува постојано, го очекуваме тоа да се случи и сега, што значи дека јас верувам дека овој пат ќе продолжи дури и после состанокот на 20-21, што ќе помогне на Cardano истото да го направи, односно да ја зголеми цената на септември 22, барем до 22, како и сите апгрейди, значи до сега што јас сум ги видел, секогаш после или за време на самиот апгрейд, кога се случува, луѓето првенствено поради тоа што се во профит продаваат, а второ поради тоа што некогаш имаат страв дека можеби апгрейдот ќе има некаков тип на грешка, и ако тоа се случи, може да изгубат. Затоа и истите продаваат кога се случува самиот апгрейд на денот или еден ден претходно. Затоа ќе напоменам уште еднаш, тоа што ќе се случи на Ethereum, верувам дека може да се случи и на Cardano на септември 22 или можеби еден ден претходно. Имајте во предвид. Но верувам дека цената на Cardano исто така ќе расте заедно со останатите, но Ethereum како таков, јас верувам дека има многу поголема сила и евентот на Ethereum е многу поголем за разлика од Cardano во следниот период, но тоа е секако уште еден од оние датуми кои што мораме да ги следиме. Значи, накратко, ова е анализата во она што очекуваме во следниот период, со објаснување зошто се битни овие датуми и извештаи, значи детално се обидев да ви го објаснам, затоа што на 13 септември, а тоа е само 2 дена од денес, сакам, значи тоа
да го доставам до вас навремено, за вие да имате време да го погледнете и да одлучите што планирате да правите понатаму, затоа што нашиот канал не е овде да дава финансиски совети, туку е овде за да ви даде едукација и информации за ситуациите, односно појавите кои што ќе ги има на пазарот, а вие треба сами да одлучите што понатаму да правите со ваквите информации. Значи тоа е целта на нашиот канал. Уште еднаш ви благодарам, се гледаме во следниот период, ќе продолжиме и понатаму да работиме со овој наш мега проект за категории во крипто, кој што гледате дека постепено го исполнуваме. Се надевам дека ви се допаѓа нашата програма, како и секогаш. Ви благодарам за поддршката и следете ни понатаму на нашиот канал. Поздрав од тимот на CryptoGaming.